Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувана директорке, градоначалник. Најпрво сакам да се заблагодарам на директорката и на раководството, на учениците и наставниот кадар од Јосип Броз Тито, од едно од најелитните училишта во државата и во градот Скопје, за можноста денеска токму тука на првиот ден од новата учебна година и да им посакаме многу здравје, многу среќа и многу успешна година, меѓутоа и да започнеме една превентивна активност како Министерство за внатрешни работи. Полициското интензивно практикување на превентивното действување се темели токму на тие јасно дефинирани цели на Министерството за внатрешни работи, почнувајќи од таргетирањето на најакутните области, каде што превенцијата е нужна, потоа максималната транспарентност, мотивираност на граѓаните за поголема соработка со полицијата, воспоставување на уште поквалитетни начини за комуникација со граѓаните, со граѓанските асоциации, со локалните институции и на крајот се разбира креирање и понуда на конкретни активности и проекти за превентивно делување. Сите овие цели всушност се инкорпорирани во една стратешка определба на македонската полиција да биде реален, квалитетен сервис на граѓаните согласно концептот наречен community policing или познат како полицијата во заедницата, осмислен заедно во соработка со мисијата на ОПСЕ во Република Северна Македонија. Во тој смисол нашиот избор, односот што го градиме, како и посветеноста на превентивната работа со малолетничката популација, пред се со учениците во основните и средните училишта, беа и се на самиот врв како наши приоритети, вклучително и во областа за која што сме денес токму овде во средното училиште Јосип Броз Тито, каде што го промовираме проектот превентивен за спречување на зависности од дрога и психотропни супстанци кај младите, а под мотото кажи не на дрогата, да на животот. Проблематика која што без никаква дилема бара континуирана, сериозна институционална будност и активност на сите оние чинители кои што на еден или на друг начин се инволвирани во развојот, во образованието, во воспитанието, во грижата за нашите најмлади, за нашата иднина. Исто така, Министерството за внатрешни работи во тој поглед веќе години наназад преку своите организациони единици од областа на превенцијата, во соработка со стручните служби во доменот на недозволената трговија со дрога и психотропните супстанци, е целосно ангажирана за една отворена соработка, која што пред се ќе значи едукација и заштита на нашите деца од секој вид на опасности или пороци кои што ги имаме и за кои што со децата мораме многу отворено, транспарентно да разговараме, се со цел да ги спознаеме сите негативни страни ефекти кои што се за нив лично, меѓутоа и за општеството во целина. Се работи покрај и на превенцијата, ние сериозно работиме и на репресивниот елемент во делот на сузбивањето на недозволената трговија со дрога. Нашата полиција во првото полугодие од 23-та година откри 372 кривични дела од областа на недозволената трговија со дроги и психотропни супстанци, при што имаме кривично пријавени 440 сторители и при тоа се запленети вкупно 286 килограми марихуана, 3 килограми кокаин, 7 килограми амфетамини и над 3500 парчиња на синтетичка дрога. Дополнително беше разоткриена и лабораторија за производство на амфетамини и беа пресечени 3 меѓународни транспорти на дрога на територијата на
нашата држава и сузбиени 5 криминално наркотрафикантски групи. Македонската полиција беше и е дел од меѓународната акција која што ја спроведовме заедно со Република Грција, која што резултираше со заплена на 105 килограми на кокаин. Тоа беа информации кои што ги добија нашите колеги, оперативни информации кои што ги споделивме со колегите и акцијата ја реализираме на територијата на Република Грција, еден дел од акцијата и еден дел на територија на Република Северна Македонија, на граничниот премин Богородица. Но секогаш најдобрата активност која што се спротивставува на одредена појава секако е превенцијата и затоа низ целата држава на територијата на сите сектори за внатрешни работи, преку сите одели за превенција, ќе работиме токму на оваа превентивна активност. Овде сакам да се заблагодарам на Македонскиот полициски синдикат заради тоа што ова е заеднички проект. Ние како министерство покрај активностите кои што сами ги превземаме, секогаш сакаме да вклучиме невладини организации, да вклучиме експерти, да вклучиме наши партнери со кои што заеднички ги спроведуваме ваквите превентивни активности, а мислам дека овие превентивни активности кои што се насочени кон младите и кон иднината на државата се едни од најважните. На крајот сакам да се заблагодарам на вас, медиумите и медиумските работници, заради тоа што вие сте секојдневно во поддршка на сите активности кои што ги правиме, пред се превентивни и мислам дека улогата која што ја играте во општеството се гледа и преку статистиката на подигањето на јавната свест во сите овие сегменти. Така да, уште еднаш благодарност до сите вас кои што се дел од проектот, а на директорката, на наставниците и на учениците од Јосип Брз Тито им посакувам многу среќа и успеси во оваа учебна година.